Од солзење и црвенило на очите, секреција од носот, отежнато дишење и кивање, па се до потечки и сериозни заболувања. Постојат повеќе видови алергии кои кај пациентите се диагностицираат на различен начин. 50% од дечињата покажуваат манифестации, особено тие што имаат астми, покажуваат до својата 5-та година. Прво би зборувала за најмалите дечиња. Во тој контекст, кај нив е многу тешко да се диагностицира болеста од една проста причина, што кај тие дечиња многу тешко се изведуваат тестовите. Златно правило, значи, кај такви дечиња да се направи прик алерголошки тестови, впрочем и кај возрастните, но сега конкретно зборувам за кај дечињата, што би значило тоа да до кај едно 3 годишна возраст имунитетот кај тие дечиња не е доволно оформен, така да тие прикожни тестови, впрочем и не се работат, односно не се сигнификантни за самата диагностика. Алергијата која од година во година има се поголем број пациенти се манифестира на повеќе начини. Најповеќе би обрнала внимание кај ринитот алергиски. Тоа значи пациентот доаѓа со едни симптоми на чешење на носот, па имаме едно типично чешење што ние го викаме алергиски поздрав со дланката нагоре. Значи пациентот пробува да ги намали тие симптоми на конгестија, односно на запнат нос, на чешење на носот, кивање. Исто така пациентот има тешко спие навечер, една апнеја, слип апнеја може да се јави, тешкоти затоа што со тоа што запнате носот, значи обструкцијата носна го тера самиот пациент да дише низ уста. Значи мора да тоа се некои принудни состојби, исто така дури можат кај ваквите пациенти да се јават и некои гастрични тегоби, во смисол да пациентот постојано си во голта оној секрет што се слева од носната слузница, кој не е замотен, односно е бистар, затоа што е реакција на една алергија на организмот. И ваквите пациенти може долго време да имаат вакви симптоми, и многу често кај голем број од пациентите заради нетретирање, односно нелечење на ваквата здравствена состојба, многу често се јавува појава на алергиска астма. За третман на алергијата постојат неколку групи лекови, но како и за секое заболување, најпрво неопходно е да се утврди причината за настанатата алергија. Во очекуваниот период на алергии да се користат континуирано терапиите за да се намалат сите симптоми. И уште една друга група на лекови, тоа се инхалаторните кортикостероиди, значи спреј за нос од типот на фликсотиде, значи флутикасонска група, бекотиде, беконазе, значи такви лекови да се користат како инхалаторна терапија, со тоа што инхалаторните препарати немаат никакви несакани ефекти, а многу добри ефекти при контрола на самата болест. Прв чекор во лекувањето е избегнување контакт со причинителот на алергија. Затоа неопходно е да се знае дали постои еден или повеќе агенци кои ја влошуваат здравствената состојба. Ако е целогодишен ринит, тогаш би се очекувало да е алергија на некаков тип на домашна прашина, сигурно сте чуле дерматофагите или некои други типови на некој алерген што е перзистентен во целата година. Исто така тоа се чувствува кога пациентот ќе се дислоцира, ќе се ја смени местоположбата, ќе исчезнат симптомите. Тоа значи дека во неговата околина перзистираат тие симптоми. Па кај вакви пациенти се очекува да се набават хипоалергенски постелини, да се набават перници, со посебни филтри да се прочисти или многу често да се менуваат филтрите во клима уредите, да не се користат вентилаторите, затоа што многу лесно преку нив се распрскуваат овие честици материи на кои што тие пројавуваат алергија. Многу голема група се алергиите на полени, значи на инхалаторните алергени, дали е тоа полен од коров, од трева, секогаш се следи, се одредува групата, типот на алергенот и према тоа се ординира, се дава терапија. Алергиите можат да предизвикаат и астма, поради што е потребно навремено јавување на лекар и примена на соодветна терапија.